Ние кај нас смелувам да кажеме има многу луѓе, но ретко кој е човек. Акцијата, ако имаш донеси, ако немаш понеси, ја видов како идеја од интернет, точно од пилјарата кај Кецот во Гевгелија. Целта ни беше да се спроведи и кај нас. Одбравме млади дечки кои што се занимаваат баш со пилјари и за време на празниците да може луѓето да земат некој оброк за да може да си поминат убаво за божичните празници и новогодишните. Приклучивме кон нова хуманитарна акција, пред се од хуманост, со оглед на моменталната ситуација, со оглед на тоа што цените се повисоки, се е поскапено моментално, со цел да им помогнеме на луѓето, бидејќи некои стварно немаат да се овозможат за основните производи, прехранбени продукти, па за таа цел сме тука како пилјара да им помогнеме на луѓето. Како пилјара оставивме дел од нашиот простор за луѓето да остават храна, пијалци, што и да нема везе дали е од нашата пилјара или не е. И со тој начин да им потикнем младите дека треба да се помага и во добро и во лошо спрема тој што нема. Ние како пилјара ќе продолжиме да помагаме и да одиме напред со акциите и да правиме уште вакви хуманитарни акции со цел се да се помогне за луѓето што беа доста погодени од корона кризата, војната во Украина. Значи секој еден е погоден, тоа не сме само ни тие, ни ние. Значи секој треба да е човек, да има човечност и да гледаме напред и да ги поттикнеме младите за и тие да учествуваат во секои хуманитарни акции што ние како мало градче, села, околни работи што треба да се помага и да се почитуваме едни према други. Решивме да акцијата да продолжи. Се до моментот додека не заклучиме дека да не се изгуби смислата на акцијата од страна на злоупотреби на такви работи, затоа што колку има добри луѓе, има така по некој што знае да изманипулира.